Ало, Дада Миријам, дали може да зборуваш? повели мене. Разговарав со Ајша. Госпоѓица Хандан синоќа била кај нив. Побарај ме наутро, Емине. Тогаш ке ти ја кажам рецептата, сега не ја памтам. Има ли некој до тебе? Да. Како што ти реков, побарај ме наутро. Добра ноќ, Дада Миријам. Ајде, добра ноќ. Каков рецепт бара да Емине во ова време? Емине, ова туку така ки и текне нешто. Нестрплива е, не можела да издржи, па се јави да побара рецепт. Ох, Ипек, јас ке си легнам веќе. Ајде, и ти не се задржувај. Во ретето, Меријам. Ти треба ли нешто? Заврши со работа? Да, завршив. Ајде тогаш дојди да излеземе. Каде? Да го земеме пиштолот, Ипек. Каде инако? Во ова време ли, полуде ли? Да, ајде. Дури и да прифатам, семејството ќе дознае уште пред да стигнам на врата. Не грижи се. Јас добро знам како да излезам од куќава. Синан, не сакам да си направиш проблем, те молам, заборави на оваа работа. Ипек, треба да мислиш на мајка ти, а не на мене. Не можам да го земам оружјето без да й кажам. Тоа оружје ја заштитува мајка ми од Хазим, Синан. Синан, не сакам и тебе да те вовлечам во мојот сложен живот. Види, те молам, немој да ме следиш повеќе мене. Досега и јас и мајка ми успеавме да се снајдеме. Ке се снајдеме и од сега. Те молам, не се мешај повеќе во овие работи. Не бре, не. Не. Чичко Керим не е таков човек што би дозволил такво нешто. Мора да сум се излажал во тие погледи. Шуле? Што бараш ти овде? Не можев да останам сама дома. Имам некој немир во себе. Докторот Јунака ми кажа дека се можни овие работи. Всушност немаше смисла да дојдам кога не беше тука. Како и секогаш не те најдов. Бев на вечера кај Чичко Керим. Да ме побараше, ќе се потрудев порано да се вратам. Заради тоа што не знаев каде си, не сакав да те барам и да те вознемирувам. Добра си? Да нема некој проблем, али? Дали е се во ред? Не во ред е. Качи се во соба и одмори се. Мене не ми се спие, ќе поседам. Се чувствувам безбедна кога знам дека си тука, али? Добра ноќ. Добра ноќ.
Прости ми те молам што те донесов до тука вака рано изутрина, Хасан. Но ма не можев да останам дома. Морав да разговарам со некого. Куќата ти е тесна, нели е така? Знам, од искуство ти зборувам. Кога еднаш ќе ти се смести во умот, тешко излегува по тоа. Ах, Керим бе. Ти мислеше лесно е да се влюбиш новие години. Не знам, ми се чини дека се ќе биде полесно ако не ми е постојано пред очи, затоа што, знаеш, каде и да погледнам, буквално само неа ја гледам. Нема да мислиш на неа ако не ти е пред очи. Така ли? Ако мислеше дека е така, тогаш купи куќа. Заедно со мајка и нека живеа таму. Ти им дадеш и плата. И онака откако се дојдени сите истото го кажуваат постојано. Се разбира начело со Селда, нели? Ама јас постојано им се спротеставував, Хасан. И сега не можам да застанам пред нив и да им кажам во ред ќе им купам куќа и од сега таму ќе живеат, ме разбираш? Впрочем, Несрин вели дека постојано се чувствува среќна и спокојна поради тоа што живее под ист покрив со мене и додека од една страна го има братот, а од друга гнасниот и беден психопат Акив што сака да се ожени со неа, не можам да застанам пред неа и да ја кажам дека од сега ќе одат ќе живеат на сосема друго место. Не можам, Хасан. Уште треба да чекаш, Керим. Потруди се да бидеш сигурен во своите чувства. Може би ова е минлива возбуда, брат. Ама ако и покрај се не можеш да се справиш со тоа, тогаш најди начин да ја испратиш од куќата. Ти не си како мене, Керим. Ти едноставно си ми традиционален фамилиарен човек. Одамна сме пријатели, Керим, и те немам видено толку да се занесеш по некоја особа. Но сега изгледа дека поради твоето семејство не ќе можеш да ги сториш овие работи. Не знам, Хасан, не знам. Треба прво да разговарам со директорот на човечки ресурси. Штом дојде Чичко Керим, ќе ти го покаже работното место. Кога ќе дојде, ќе разговараш со него. Во ред, ќе пречи ако почекам овде? Не, седи.
Зошто да одам во кафеле? Ќе си сварам чај дома и вака убаво ќе си пијам. Не морам ни Акив да го трпам. Боже, кој е сега, ајде? Што бараш ти тука, а? Што бараш? Што се лутиш, брат, че имам купец за куќава, сакаат да дојдат и да ја видат. Има неколку што ја бараат, ама овие се сигурни. Ајде, оди си од овде, ајде. Не се продава куќата. Ако Фатма сака да ја продаде оваа куќа, треба од мене дозвола да побара, а јас не давам. Бегај! Ајде, оди си, не давам одобрување. Ало, Ало, господја Фатма, молам. дојде купец за куќата, ама господин Джем не сака да ја продава. Ако е така, јас повеќе да не барам купци. Чекај, застани. Чекај вести од мене за неколку дена ќе ти кажам, добра? Добро, господја Фатма. Ајде, пријатно. Каде си изгуби ти? Нели ќе излегувам, му кажав на Мехмет да ме однесе. Ипек ќе одела во банка, па ќе ја носи не за сега. Дали разговараше на телефон ти? Да, ме бараше агентот за недвижности. Имаме купец за куќата и му реков да почека неколку дена. Мамо, биди малку трпелива. Вака или онака работава ќе ја средиме без проблем. Джем ќе биде приморан да ни ја даде таа куќа. Каде одиш ти? Вчера зедов дозвола од Керим. Му реков дека ќе се занимавам со работите околу куќата. Толку се задушив што мора малку да се прошетам. Добра, ајде. Добро утро, мамо. Добро утро, Керко. Мамо, да не се грижиш ти за нешто? Не. Излезе ли Керим? Аха, да, излезе. Денес има состанок. Ама, мамо, сакаш ли денес да излеземе заедно и ќе одиме на шопинг? Може. Добро ќе ми дојде. Добро, тогаш ќе излеземе после појадокот. Да излеземе сега. Во ред? Мерием, јас и мајка ми излегуваме малку и Керим ќе го нема дома. Не појадуваме. Во ред, господја. Каде е Несрин? Излезе ли? Ки излегува ли Несрин? Земала дозвола? Вчера вечер во ходникот Керим ми рече дека може да излезе. Вие ние веќе не постоиме, сега од Керим бара дозвола. Мамичке, сигурно мисли дека ќе ја искараме па бара дозвола од Керим. Ипек отиде во банка да ги уплати парите за приемниот испит. Кажи на Несрин никаде да не излегува. Во ред, господјо Султан. Ти не се мешај. Добро, мамо, јас ќе одам тогаш горе, ќе ги проверам децата и ќе дојдам, добро? Јас излегувам. Синоќа зедов дозвола од господинот Керим. Господја Султан сака да те види. Добре, јас ќе проверам. Момент, мамо. Многу ли било итно тоа? Господја Султан рече дека сака Несрин да ја види. Каде? Во градината. Само децата ќе бидат на појадокот, Фатма. И Камбер дојде. Лесна работа, душо.
Добро утро. Добро утро, мамо. Добро ли си? Добро сум, благодарам на прашањето. Ке излеземе со баба ти, изодијало дома. Ајде, дојди ти со нас. Мамичке, јас работам, веројатно заборави. Доцнам на работа, треба да заминам. Вам убава прошетка. Добро, разбирам, ама треба да поминеш малку време со баба ти. Откако е дојдена жената, ти го нема видено лицето. Мамичке, доцнам и треба да се подготвам. Вечерва ќе минам време со баба ми. Сте сакале да ме видите? Синоќа те слушнав како бараш дозвола од Керим во ходникот. Да, точно. Керко, Керим не се разбира од домашни работи. Ти скоро беше слободна и рече дека една недела нема да излегуваш. За продажбата на една стара куќа од татко ми. Немој да лажеш. Јас добро знам по што трчаш ти. Ама нема да дозволам да ги забодеш тие отровни канџи во Керим. Тој мисли дека си наивна, ама јас многу добро знам што си ти. Така ли? Ама за жал само вие го гледате тоа. Господин Керим ги гледа работите онака како што сака тој. Сметам дека целата ваша нервоза е поради тоа што се гледате себе си во мене, така ли е? Изгуби се. Тргни ми се од пред очи, изгуби се, реков. Секако. Мамо? Мамо? Господје Султан, таа е на возраст на вашата внука. Впрочем, и не можам да разберам што мака имате вие со ќерка ми. Никој нема мака со никого, господјо Фатма. Несрин вчера бараше дозвола од нас и рече дека нема повторно да бара една недела. Сега отишла и кришум барала дозвола. Треба веќе да се навикне на овој ред. Секако, господја Селда, за тоа сте во право. Ама и вие знаете дека е во врска со продажбата на нашата куќа. Доста е веќе. Што ми имате куќа? Зошто тогаш и мајка и ќерка слугувате тука? Господја Селда, вие многу добро знаете зошто остануваме тука. Господјо Фатма, вратите се на работа, немате потреба да спремете поедок. Што се случи повторно? Остави. Бабичке, смири се. Селда, оваа девојка е вистинска змија. Да знаеш дека наскоро ќе отруе некого во оваа куќа со тој неизин отров. Постојано ја буцка жената против мене, така ли? Не трацкај глупости. Од господја Султан дозна дека си земала дозвола. И таа те викна. Аха, ти штом дозна веднаш отиде да ја кажеш и да ја набуцкаш против мене, тоа се има случајно. Фатма, кажи и на ќерка ти да не ме напаѓа. Овој пат нема да молчам за тоа што ќе го каже или ќе го стори. Што ќе правиш, Мергем? Минатиот пат се исече сама. Дали овој пат мене ќе ме прободеш со нож? Несрин, слушај вамо, како така зборуваш со дада Меријам? Не само што е постара туку и не се зборува со луѓе така. Емине, немој уште еднаш да го пикаш носот во работи кои не те засегаат тебе.
Јас додам до кујната. Губи се. Оди каде што ќе одиш и остави не сами. Што се случува тука? Нема ништо, Берен. Ми паднаа чиниите од раката. Добро ли си, тетка Мерием? Добра сум, душа. Добра сум. Тогаш јас излегувам. Слушајте ваму. Ако уште еднаш се задевате со мене, се колнам дека ќе ве натерам да се покаете. Излегов на 1 сат, што се случи тука? На Несри не и треба 1 сат, туку неколку минути за да направи хаос. Што и рече госпоѓа Султанова, што толку се изнервира? Што и да ја кажала, добро кажала, ама јасно е дека не дозволила да излезе и таа збесна и ме нападна. Навистина да менјам. Господ нека ти даде трпение, си имаш мака со овие. Ке се соберам и ке си заменам со господјата Султан во родното место и мене зарам јас да ги трпам овие. Дали размислуваш да си одиш, тетка Мерием? Ипек, ти оди и преслечи се. Пушти ги сега овие работи, душајте. Ако тетка Мерием си оди од овде, што ќе правам јас? Мамечке, да знаеш, че ти треба да си малку посмирена. Што има потреба толку да се измачуваш заради Несрин? Што ти рече таа, штом толку тебе ти изнервира? Пардон, мамо, ме бараат од здруженијето. Треба да се јавам. Повели? Здраво, господјо Селда. Имам вести за вас. Така ли? Чинам не сте слободни, изгледа. Не, ве слушам. Ја најдов адресата на другата медицинска сестра, ама жената сега била во Истанбул, кај сестра и била. Имате ли адреса? Да, ама јас не разговарав со неа. Подобро е од ненадеж да излезам пред неа. Во ред, дајте ми адресата и денес ќе одам таму, ве молам. Да, веднаш ќе ви пратам порака. Во ред, ви благодарам многу. Мамо, ми излезе итна работа. Туба ќе се погрижи за тебе, може ли? Добро, Керко, може да одиш каде што сакаш. Мене и онака веќе не ми се излегува. Јас ќе се вратам за неколку часа, добра? Во ред. Цел ден нема да излезам од собата, се додека не се врати Керим навечер. Керко, слушај, додиме да разговараме со господинот Керим да ни купи една куќа и таму да се живееме, во овака не бива. Мамо, навистина не ми се верува. Не измачуваат уште од првиот ден кога дојдовме. Зарем да молчиме на тоа што ни го сторија, само така ли ќе се заминеме? Несрин, Керко, не треба да се расправаме со овие и онака не може да излеземе на крај. Послушај, ајде. Малку остана, мамо. Многу малку остана.
Леле Господе, дај Боже да знае нешто повеќе за ќерка ми. Не сакам да се разочарам и овој пат. Двегодишен долг за данок на имот? Ај, Господ да те казни, бе Хазим. Постојано земаше пари од мене за да плати. Ништо не ни платил. Ај, од каде ќе не дам јас сега пари? Ај, леле, Господе Боже. Дали ипек ја подигна платата? Ке застанете ли таму кај жолта на куќа? Не овде малку понапред ве молам. Да меријам? Добра, немој да се грижиш повеќе. Не вреди за овие, остави. По некое време не можеш да баталиш, Емине. Зарем не виде? Што се не ми изнакажа Несрин, која што може ќерка да ми биде. Мајка е една мака, таа пак различна мака. Ако си заминам, па ипак ќе остане во нивни раце. И го видели лицето какво и беше кога кажав дека ќе се соберам и ќе одам во родниот крај. Видов да меријам, видов. Само ти стоиш за тоа девојче, ја штитиш, ја пазиш. Ако и ти се заминеш, што ќе биде со тоа девојче? Што ова ми фалеше? Ако решам да одам, ќе ја мислам. Што ја кажа на баба ми што толку се изнервира, а? Машала, бабата ви е како бомба подготвена да експлодира. Не треба дополнително ништо баш да направам за да ја натерам да ми се налути мене. Несрин, почнав да те игнорирам. Ама после ова ќе почнам да те следам. И така ќе остане се додека не се заминеш од овде. Семејно направете се што ќе можете ако сакате. Сите сте неблагодарни. Ако татко ти е жив, тоа е поради тоа што татко ми се жртвуваше за него. Но вие сето тоа го занемарувате и не престанувате да не измачувате. Ти се допаѓа ли да глумиш пепелашка, Несрин? Зарем мислиш дека ако глумиш невина, навистина стануваш невина? Слушај, внимавај како се однесуваш, добра? При секој непочитување кон баба ми ќе ме најдеш мене пред себе. Не го заборавај ова. Повелете. Здраво, јас сум познаничка на Нериман Каја. И се случи ли нешто на Нериман? Не, може ли да влезам? Повелете. Емине, ми раскажуваше нешто вчера вечер. Зарем господја Хандан отишла во куќата на Ајше? Ипек беше дома и не можев да зборувам. Слушај, вака вчера ја побарав Ајше, за да ја прашам како е. Потоа таа ми кажа дека господја Хандан
Била таму и ме праша дали поради тоа ја барам. Праша нешто во смисла дали таа ме натерала да ја барам. Кога дозна дека не знам ништо, многу брзо ми исклучи. Јасно е како дене мине. Господја Хандан ги заменила децата. Слушнав дека сте биле многу блиски со сестра Нериман. Таа беше на моето породување. Чинам дека тие години вие работевте во болницата. Сестра ми беше таму, се вика Хандан. Новороденото девојче јас го крстив Ипек. Дали можеби се сеќавате? Дали се сетивте? Јас присуствував на стотици порадувања, господјо. Не е возможно да се сетам. Кога дојде ти? Само што стигнав. Тето Меријам, освен кога имам слободни денови, јас веќе нема да излегувам. Ќе ги вршам сите работи, тебе ќе ти остане само готвењето. Добродушно чедо мое. И јас да си одам веќе. На господја Хандан не реков дека ќе се вратам веднаш. Ајде, внимавај на себе. Довидување, Ипек душа. Видете, отворено ќе зборувам. Нема потреба отворено да разговарате со мене, господјо. Ако не е нешто во врска со Нериман, Се работи за изгубено девојче, господјо. не се работи за изгубено девојче, господјо. Се работи за девојче кое е дадено. Ве молам, не се обидувајте да се ги олесните гревовите велејќи дека е изгубено. Немам друго што да ви кажам. Значи, вие знаете зашто се работи. Слушајте, господјо, јас сум дојдена тука на гости. А сестра ми отиде до соседката и наскоро ќе се врати. Треба да го најдам тоа девојче. Помогнете ми, ве молам. Ве молам, кажете ми се што знаете за него. Повторно ќе дојдам. Повелете. Бидете сигурни дека повторно ќе дојдам. Ако сакате и 1000 пати дојдете. Од мене нема да слушнете ништо поразлично, тоа ви ветувам. Пријатен ден. Ах бе, Нериман, и тогаш ти реков. Ти реков дека си играш со судбината на овие деца, ама не ме ни послуша. А господине Селим, сигурно таа знае нешто, ама ништо не ми кажува. Ќе пробам јас да разговарам. Може би ќе прозвори ако и понудиме нешто. Не, господине Селим, не се мешете, онака личи на тешка жена. Ако сега и вие пробате, нема воопшто да зборува. Во ред. Дали ти прича што седам овде, Али?
Ако си имаш работа, можам да додам кај Берен. И Берен има работа, Шуле. Мислам, подобро е да не одиш кај неа. Јас ке зборувам со Чичко Керим. Утре рано почнуваш. Ако не е проблем, тогаш... Проблем е, Шуле. Не можеш цел ден да седиш овде. Јас ке зборувам со него, а ти оди си дома. Во ред, Али. Патем треба да резервираме локал за свадбата. Ако сакаш, јас можам да почнам со работа по свадбата, бидејќи очигледно е дека сама ќе се занимавам. Би било добро. Ако ми дозволиш ти, ќе побарам помош од господја Селда. Ми треба некој кој што знае и ќе ме упати за се. Во ред, Шуле, прави како сакаш. Ајше, Што сакате од мене? ти покажав почит дека си возрастна мајка ми, ама почна да ме нервираш веќе. Донеси го оружјето, не ме вознемирувај уште повеќе. Не знаеш во што се вплеткуваш. Слушај, Ајше. Јас немам никакво оружје. Си ми оставил еден тон долгови од даноци и се остана на мене. Омори, жено! Врати го оружјето, инаку ќе те отепам, реков. И да е кај мене оружјето, не го враќам само за да ти го сторат тоа. Цркни, па да се спасиме и јас и Ипек. Тетко, постојано ме тераш да доаѓам, почнав многу да се нервирам. Не доаѓе, бе, сине. Јас ти кажувам, ама ти не се разбираш од збор. Постојано доаѓаш, верувајќи им на зборовите на овој човек. Знам дека оружјето е кај тебе. Не си играј вака, разбра. Јас не ричам на овој тој глупав маж. Уште и кажуваш дека ќе одиш во полиција. Оди, па да видиш што ќе ти се случи. Ај, само што овие двајца ми фалеа. Каде, Ајше? Одам во банка. Зарно да е? Стигна данокот за имот. Застани, сега не ме задржувај, подоцна иде. Бабечко, ајде да излеземе малку на воздух. Не, Керко, не. Јас ќе одам да прилегнам малку во собата. Здраво. Добре де, детето. Здраво. Јас ќе одам во собата. Ај, Да ти подготват нешто за јадење? благодарам, Керко, сита сум. Се врати напнатоста на Несрин. Што убаво не беше неколку дена без драми? Што се случи? Не знам точно. Кога влегавме со мама во салонот, баба и викаше на Несрин. Што се случило помеѓу нив, што ја кажа за да ја налоти, не знам. Навистина, Туба, знаеш ли дека господја Султан не мирува? Значи, ако Несрин кажала нешто што ја налутило, значи е сериозно. Разговараше ли со Несрин? Мама излезе и Берен излегуваше и се разбира јас морав да разговарам. Што рече? Па ете вообичаени работи. Да, татко и го спасил животот на тато и покрај тоа ние сме ги измачували и така. А јас на културен начин ја кажав дека треба да покаже почит кон баба ми. На културен начин. Јас си поверував. Тето, успеа ли нешто да дознаеш од полубратот на Несрин? Од каде излезе сега ова? Па, колку што можев да видам, не е таков човек како што го пишуваат Несрин и мајка и делува пристојно, културно. Не, јас не разбирам. Ниту нешто добро, ниту пак нешто лошо кажа за нив. Колку пати отидов кај него дома, ништо не кажува. Дома ли му отиде? Да. Не знаев за тоа. Зарно нека е? Од каде излезе овој интерес за джем? Каков интерес, ма? Прашав дали дозна нешто во врска со Несрин, па ти веднаш. А леле, па и ти каква си?
Добро, тогаш да ти кажам пред да ме прашаш. Јас нема да му барам работа на него. Еднаш му најдов го избрка, не можам повторно да му барам. Ме бара од градилиштето, Чичо. Некои сомнителни типови се врткале наоколу. Кој зошто би се вртел околу градилиштето, али? Всушност, ние не ја свативме сериозно несреќата на Берен, ама можно е некој да ја испланирал. Не ми се верува. Само заборавиле да затворат една обична дупка и тоа е се. Не мислам дека некој го има испланирано тоа, знаеш, ако кроеле план за нешто толку мало, тогаш тоа е премногу глупаво според мене. Не знам, Чичо. Мислам дека некој има вмешано прсти во се што ни се случува. Јас презедов мерки. Најдов тројца што ќе ни стражарат ноќе. Добро. Некој се задева со мене, али, ама никако да откриеме кој е. Човекот многу добро се крие, изгледа. Ако ние откриеме за кого работи нечесникот Назим, тогаш ќе го решиме и овој проблем. Како си, али? Добар сум, Чичо, како си? Стигна екипата внатре? Сите се внатре и тебе те чекаат. Добро, ти од каде дојде? Треба да сме предпазливи, Чичко. Не сакав да те оставам сам. Добро, тогаш, ајде да влеземе. Да влеземе. Господине Керим. Хикмет! 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 Хикмет, добро ли си? Хикмет! Хикмет! Добро си! Викнете брза помош веднаш! Брза помош! Не ми се верува. Хикмет! Хикмет! Што се ни се случи само поради еден тендер, не ми се верува. Ако не бев толку тврдоглав и ако не влезе во тој тендер, сега Хикмет ќе беше жив сигурно. А и неговото семејство немаше да биде растурено, нели? Еден невин човек буквално умре поради мене. Ми ги довери сопругата и ќерката мене, а видиш што правам јас. Чичко, немој веќе да се вознемируваш за тоа. Тоа не беше по твој избор. Беше личен избор на Чичко Хикмет. Што уште би можел да сториш? Со семејството се однесуваш како со твоја. Ќерката ја чуваш како да е твоја. Шуле почна со работа, али? Не. Се видовме со директорот на човечки ресурси, ама ти треба да кажеш позиција. Може да почне во односи со јавност. Да видиме, нека работи таму некое време, па ќе видиме дали ќе биде успешна. Во ред, Чичко. Утре ќе одам до куќата, да видам докаде е изградбата на помошната куќа. Добро би било. Треба често да се проверува кој влегува и кој излегува во куќата. Не грижи се, Чичко, имам информации за се и се што. Али? Берен во фирмата ли е сина? Пред малку излезе, Чичко. Ама не грижи се, со неја има двајца чувари. Во ред. Баба ти каде е Туба? Знаеш дека беше малку нерасположена и реков да излеземе, ама не успеав да ја убедам. Добро си ти? Добра сум, само малку ме боли главата. Треба да разговарам со тетка ти во работната соба на татко ти. Ако сакаш можам да излезам. Нема потреба. Ајде, Хандан.
Јас морам да најдам начин и повторно да го привлечам вниманието на Керим. Ама како? Морам да најдам начин и повторно да го привлечам вниманието. Селда, што се случи? Дали уште некој знае за размената на бебињата?